Здраво! Книгата Джеймс Сечиновската праска од Роалд Дал. За едно момче кое останало без родители и има многу лоши тетки. После ќе дојде до една праска каде што ќе сретне едни големи бубачки. Ќе му станат пријатели. И сега сакам да ви прочитам една песничка која ќе пее Стоногалецот кога ќе јаде праската на која тие ќе пловат во морето. Во животов сум изел јадења многу, чудни и сласни, кумарци во желе и вошки и мушички, лигави и мики. И глувци со ориз, ох колку се красни. Ако ги испечеш добро, додека се кривки. Но не заборавај да ги зачиниш одскора со тревки. Му в бургери сум јал од готвечи врвни дар, па гомлет смрди бубини јајца и стржлен стар во супа. Полжави купчи и гуштерско опавче и бубачиња ситни што прават опат супа. Стави малку оцет, слапа шлупа. Варени шмелки јадам чесо. Одлични се ако ги смешаш со мелени крилца од мушичка лесна. И дал си пробал од хумарец нозе и икра со бозел, пржени кратко во сос од кал, но не се прерадувај ако си мал. Луд сум покрцкави осила во тост и закиселени боцки од морски еж. Па печено месо од змеј, претходно пушено бреј, ти змејот не седе свеж, а стига по пошта во буриња беш. Желен сум да грицкам пипци од октопот со чај. Сакам палачинки, ај не жабачинки, ај друго се чинија песок и топол сок. Супер рецепт, зар не? А треба нали да споменам дека е ричи си џава. За мојот розен не ти кажам, би сакал шпагети врили од пчели, со малку чакал и една гроза од боза, од мелени мравкини носе. Зад него носот додека пијаш, а вака е сладка и есне светло розе. А сега иде Стоногалецот рече најтешкиот дел. Јадењава ретки се сите, на сладокусците главнат не се цел. Но ако имам избор, нема збор. Би можел и без нив, не правам лице, ниту ставам маска. И не ми било воопшто жал, ако каснам само еден залак мал. Това е сласна неодолива праска. Овој лик беше Стоногалецот, кој многу ќе му се допадна праската во која плуват и ќе ја почне да ја јадат затоа што ќе бидат гладни. Пријател на Джеймс. Таа праска израснала на дрвото во дворот на тетките на Джеймс, која не раѓало никогаш праски, ама ќе порасне на праска таму. Еден старец на Джеймс ќе му даде едни ситни зелени како трошки и ќе му рече дека ќе му ја донесат среќата. И Джеймс, кога сакал да ги однесе во куќата, сакајќи му се истурила. И тогаш ќе отидат во дрвото, а еднатре во земјата тие трошките и ќе однесат кај бубачките, бубачките ќе се накачат на праската. Ќе паднат, ќе се скрши гранката од дрвото и ќе се тркалат долу по ридот и ќе летнат во морето, а после ќе се качат горе на небото. Облачните луѓе, па не се многу лоши, ама облачните луѓе од облакот ќе ги прават времињата и
Джеймс и бубачките не сакајќи ќе направат многу штети за времињата. Облачните луѓе ќе им фрлаат работи и така ќе ги удираат и дека Джеймс ќе биде многу храбар. Тетките ќе ги прегази праската кога ќе се тркалаат по ридот. Дождовниот црв е еден од бубачките со кои ќе ги сретне Джеймс. Джеймс не се плаши од бубачките. Првиот пат ќе се исплаши малку, ама после ќе да знае дека се многу љубезни. Смешни и интересни. Да. Нема. Таа е многу голема и затоа што е голема ќе им треба месеци и месеци и многу долго ќе треба да изедат. Кога ќе се заглеби праската во врвот на највисоката кула во Нью Йорк, па Empire State Building. Порано била највисока, ама сега има и повисоки гради од неа. Дека е убаво да ја прочитаат оваа книга, затоа што е интересна. Три дена. Да. Се сеќавам на се, освен некои работи, како се викале. Не сектите ги памтам. Чао!